да пуши, ако ми кажа пуши ми го, ако ми кажа пуши ми го. Што да правам? Ево, не си нормален. Не, друго, туку ќе заборавиш. Вратни или има вратни мускули да размрдаш, ова вилица да разцепеш. Да се вратам на темата закони. Инаку не знам дали знаете, мојата неостварена желба е да бидам презентерка на МРТВ. Гледате како игра на танц од звездите? Не, на времето да имаше како Бранка Станковска беше спикерка танц од звездите. Периките ти паѓа на око. Еве вака само, да знаете. Предлог закони кои што може да се усвојат и во Македонија. Овие закони постојат и во Америка. Да речеме, во Арканзас. Легално е мажот да ја тепа жената, ама не повеќе од еднаш месечно. Арканзас. Јас се извинувам ако има тука политичари, одма да гласаме, еднаш месечно може сите жени да издржиме ќутек. Ама еднаш месечно. А ако му се присвиѓа, веројатно има санкции. Не ги пишува санкциите. Во Лос Анџелес, Калифорнија, забрането е да ја тепаш жена ти со каиш поширок од 5 сантими. Ова е многу природно во Македонија. Ова вадиш, нели 5 сантима? 5 сантими им си курињата да ви кажам. Значи мерка единица овде го вадиш, кажеш денгере 5 сантими, 5 толку. Сите носиме толка кажеш. Ова е за во Македонија скроз вадио, денгере, бангере. И ова предлагам да се усвои во Македонија, докато види оти кај нас применуваат разно реквизити за тепање на жени. Како што е секире у глава. Па после имате подебели каиши. Па имате шишиња, стаклени, шамари, како најсигурна варијанта, кој ќе ги фрлиш сите реквизити, останува шамари, бокси, денгере, па клоци, и ќе плукнеш на крај, А ова ти викаме културен народ, можеш да ја тепаш жената само со 5 сантима каиш. Нема импровизации, глупости. И не се замараш, бре. Со шо може да те тепам со 5 сантима каиш? Окей, добро. Чикаго. Ако сакаш да Леле, ова е многу добро. Ако сакаш да протестираш пред градско собрание, не смеш да си постар од 17 години. Предлагам нашиот закон да не си постар од 97 години. Оти кај нас протестираат сите над 50. Помлади од 17, каде? Абе, паметни се американци, бе, ние ќе речеме глупи. Вика вака, а и ова е одлично, ова е да речеме за лесбики. Бакнежот не сме да трае повеќе од 5 минути. Добро, дали вие сте се бацувале повеќе од 5 минути? Мене да речеме вилица ми паѓа после првата, па некој ако има нахален јазикот у грклан кој ќе ти го буте. Ја вака знам се предавам, и тоа деме кој ќе ти го бутне јазикот, тоа трае, да, умеѓу време, демек со другата рака те истражува. Ама убаво се подсетив са тука вечерва со вас. Мислам, можам да ви кажам кај ми е паркирана колата. Нема проблем. До душа со деца сум, не вези. Ти ги пратам ако е Стефче Кимовски, тука ќе му ги дам на Стефче да ми ги пречува. И Тодорович е тука, и Тодорович знае со деца. И Тодорович може да ми ги прича. Пуса, знам се и 20-та се знам. Жените ме сака. Им ги тука. Молим те да ја себап напреми, заврши ми, ја да завршам. Да не ме одбијат случајно. Во Њујорк. Леле. Имате закон во Њујорк дека е строго забрането да се фрлаш од облакодер. Ако се фрлиш, ти следува смртна казна. Ти фрли се. И у Македонија таков да воведеме. Смртна, добро, нема ама немој да се фрлаш сега. Важи бе, бам, фрли се. Шо се фрли бе, будало една, смртна казна. Умрел, готово.
Се фрлил, он се завршил, ова е многу добар закон. Се завршил работа. Додуше, ја би вовела еден закон ако може да облакодери кај нас, еве сега ќе има нели тоа джива херсити мити, идеално тоа. И ги викаш у тоа пентхаус, инвестираш, дингере, 200.000. И инвестираш, имаш пентхаус, супер, и правиш журка, и викаш 2-3 што те нервираат. Падна, бе! Падна! Не мора закон тука да има. Еве да речеме во Вајоминг. Ова е за нас како трошачи на струја во Македонија. Вели вака, дозволено е туширање само во среда. Ние да речеме во недела, ако се сеќавате, не? И тоа пред Далас династија до 7, до мечето ушко, после ти пројде редот, ако не ја фатиш недела, чао. Сега, имате во Гуам, лелева колку бав закон е. Гуам ви било едно место насред Тихи океан. Таму мажите имаат за задача само да ебаваат девици. Оти во брак не смееле да влезат невини. Леле, колку кандидати ќе имате во Македонија, Само такви ќе има. Извини, јас знам највише со девици. На Блиски Исток не смееш да ја изедеш овцата со која претходно си имал сексуален однос. Закон е тоа. Вие мислите дека се шал? Тоа сум учела за вас. Ова ми е најомилен закон. Во Хонг Конг жената може да го убие прелюбникот со голи раце. Ми си иде да се преселам у Хонг Конг. И во Индонезија, да завршам со ова закониве, и во Индонезија, ако те фатат како мастурбираш, те фатиле, Кај те фатиле?